Модернизација и инвестирање во земјоделските задруги за нивна поголема привлечност и атрактивност пред членовите е заедничката цел на задругарите кои преку ресорното министерство работат на ревизија на законот. Од министерството велат дека процесот е во тек, а сегашниот закон е многу ограничувачки. Кој можам да кажем, тој е еден мал закон, многу лимитирачки, не дава голема можност за поддршка, она што ја сакаме поддршката, а тоа е за да се почне во инвестиции, како за другите би влегле во инвестиции кои би имале бенефит членовите, односно самите задругари, се со цел да задругата биде атрактивна и привлече поголем број на членови. Оно што исто така ќе се работи е да се даде насока на модернизирање на самите задруги. Што значи тоа модернизација? Мора да имаме нови пристапи кон гледиштето на тоа. За другите не даваат само начин на профит, зголемување на профит, туку тие имат и социјален аспект, исто така кај нив влијае и оптимизација на производството, договорно производство, бидејќи тие задругари, односно членовите во задругите, се во комуникација преку цела година, точно знаат што сакаат да произведат, истражуваат пазари, кој производ би можело да се пласира на пазарот, кој ќе биде интересен за извоз, кој ќе биде интересен за домашен, локален пазар. Една од насоките кон кои следи ревизијата на законот е изнаоѓање начин како да се пренасочат финансиските средства, со оглед на тоа што повеќе финансиски инструменти се насочени кон набавка на механизација. Сега страните бараат начин да може да се финансира во модернизацијата. Во моментот, значи, работиме на изнаоѓање кои се тие начини, каде што би се вложиле парите да се финансираат. Една од пречките во законот во кој вели само земјоделска механизација, ја ќе напоменам дека преку програмите на Министерството и ИПАРД програмата имаме доделување на трактори, механизација преку ИПАРД програма, преку национална програма, преку делот на млади фармери, и ова би било навистина преку 4 страни само да се финансира едно, би било премногу. С тоа го имаме разбирањето со асоциацијата на задругите, гледаме исто. Начинот е само како да влеземе во процес за да им се овозможат условите, односно вложувањата и поддршката од државата, поточно од Министерството преку програмата за рурален развој, да нивна зголемена продуктивност, ефикасност, трајност на производите, односно позбербени активности, бидејќи само тоа е начинот како би можело да се оди напред. Во досегашните мерки за развој на земјоделските задруги, Министерството со 50% го покрива финансирањето на менаџерите, после 5-та година со 20%, зашто целта е ова здружение да стане самоодржувачко.